Синдикална борба на македонски начин. Тензии, вербални и физички пресметки. Кој го руши, а кој го гради синдикалното движење. Синдикати окупирани од бирократски елити. Челници во трка како да ја зачуваат својата фотелја. Во услови на рекордна невработеност, поразителни бројки за сиромаштија и слаб економски раст, кој ќе успее да ја врати изгубената доверба. Вечерава во 24 отворено. Полчасовниот прекин на работата го означи протестот на лекарите во 2012 година. Незадоволни од висината на платите и од моделот за плаќање по учинок, здравствените работници го разбрануваа секторот. И од тука почна се. Лидерот на белите мантили Дејан Ставрик не попушташе пред притисокот. На протестите им следеа контрапротести. Преговорите го ставија штрајкот во мирување. Но по 2 години првиот синдикалец го плати цехот. Беше уапсен за наводно посредување за инвалидска пензија и подкуп од 2000 евра од пациентот Прилеп. По долгата судска разврска, Скопска апелација пресуди условна казна за очниот хирург Ставрик, откако претходно кривичниот суд повтор пат го осуди на затворска казна од 1 година. Тој повеќе од 52 дена беше предводник на штрајкот на лекарите. Стартот на новата учебна година во 2014-та почна со штрајк на наставниците и професорите. СОНГ побара поголеми плати и повлекување на спорните измени во законите за основно и средно образование. Без никаков социјален диалог, без никаква консултација, без никакво наговестување дека се подготвува некаква измена и дополнување на закони во дејност основно и средно образование, е недозволиво. Владата направи преседан, врати со заменски наставници. Изборите во 2014-та ги одложија казните и наградите за наставниот кадар. Се смирија страстите, социјалниот диалог ги врати на маса синдикатот и министерството. Наставници од повеќе градови протестираа пред вратите на Министерството за образование и наука. Порачаа дека лошите реформи без сеопфатна анализа и дебата мора да запрат. Се бара суспендирање на законите за основно и средно образование, потоа суспендирање на законот за кариерен развој, академија и така натаму, за да започнеме преговори со Министерството како релевантни партнери. Во септември истата година, мултиетничкиот синдикат за образование се исели од зградата на ССМ, откако Сојузот на синдикати го исклучи од своите редови, бидејќи работеле и делувале спротивно на синдикалните начела. Во октомври се затвори болната тема и горчливото прашање за професионалните војници, кои претходно своите права ги бараа во шатори и 6-дневен штрајк со глад пред законодавниот дом. Бројка од 80 до 90 луѓе, мислам дека не представува ниту трошок на едно министерство, ниту уште помалку трошок на државата, на буџетот на државата, кога знаеме како се трошат и зашто се трошат пари. Не помалку бурна и 2016-та. Културата не вија трпи тортурата, порача синдикатот на културата кој преку Раштиманиот оркестар демонстрираше каква е состојбата во културната дејност. Свирката во живо пред Министерството за култура подсети на ниските примања, колективните договори, нелогичните бодувања и обуки за успешност. Протестираа наставниците, културните работници, војниците, но останува фактот дека лекарите го разбрануваа синдикалното движење како почеток на една борба која и денеска трае. Да, тоа е темата на вечерашната емисија Отворено. Докторе Ставрич, ве подсетија ли овие слики што ги видовте сега на таа 2012 година? Какви чувства ви раѓаат? Мешани чувства. Во секој случај, јас сум лично горд на тоа што се случи и што го направивме како еден вид на отпор против оваа тоталитарна власт во секој сегмент, па и во сегментот на здравството, еден од основните столбови на општеството. Нормално, заживуваат и старите рани, нормално, она што го направија како освета, како вендета и како опомена за сите други непослушни, да речем. 2012 година според многумина беше година кога силата на власта беше условно речено најголема, 2012-2013 година. Лесно ли беше тогаш да се организира штрајк, особено штрајк на лекари, еден сектор каде што силно беше ставена раката на власта? Лесно не беше сигурно. Колку беше тешко? Тогаш власта беше најсилна, можеби, но глупоста која наметна во здравството беше исто така од енормни размери
и да кажам не беше тешко да се организира затоа што фактички штрајкот беше израз на реакцијата на сите лекари и на персонал во здравството, поготово во секундарно и терцијарно здравство. Значи скоро сите 98% од специјалистите во Република Македонија, не само во клинички центар, во клиничките болници во внатрешноста, во поликлиниките, се ангажираа во тој штрајк и го бараа штрајкот. Така да тоа беше нормална последица на она што се наметнуваше како квази или некои чудни реформи во здравството, така наречени реформи. Ние тогаш предупредувавме до што ќе доведе тоа и немаше слух за жал. Меѓутоа, денеска ги осеќаме последиците од Денес здравството се погрешните соочува со чекори. многу големи предизвици и многу големи проблеми, особено што недостигот на кадар веќе се чувствува на секој чекор поради тие политики за кои што ќе имаме простор да позборуваме во текот на емисијата. Мои вечерашни гости, освен доктор Ставрич, еден од предводниците, уствари всушност предводник на штрајковите на лекарите 2012-та, вечерва Дарко Димовски, кого повторно не знам точно како да го представам, затоа ќе кажеме дека е председател на синдикатот на Судкос најсигурно, а за ВД председател на ССМ тоа одлучуваат институциите. Дарко, денеска што е најново во делот на вашата синдикална борба, која веќе ја гледаме како сапуница на нашиве телевизии? Па денеска ние се занимаваме со пишување на кривични пријави. Како што знаете, вчера беше нападнат председателот на агросиндикатот господин Живко Даневски. Ја земаме службената белешка од полициската станица Беко и ја однесоме до основното јавно обвинителство преку нашите адвокати, адвокатска канцеларија Давидовиќ. Понатаму разврската е таму и верувам дека ќе се разреши овој напад, дека сите аргументи се на наша страна. Таму навистина имаше физички напад и председателот на агросиндикатот Живко Даневски навистина беше повреден. Тврдевте и вие дека сте повреден онаа ноќ кога се случи упадот во синдикатот на онаа група, како што вие рековте, рекетари и насилници. Па вчера председателот на ССМ Живко Митревски на 24 вести исто така рече дека не сте можеле да бидете повреден кога веднаш сте дошле да гостувате во 24. Имаше кај вас повреда регистрирана или не? Видете, Живко Митревски е доктор, он има такви квалификации, може да каже. Ја и затоа и му поверував, така најнаш се осетив поубава по болките почнав да не ги осеќам по неговиот совет и изгледа цело ми било во психата, но ја затоа имам документи, ќе се докажуваме на друго место. Ќе продолжиме подоцна со разговорот. Сузана Стефановиќ, председател на мултиетничкиот синдикат за образование МЕСО. Вие пред нешто повеќе од една година го доживеавте ова што сега им се случува на вашите колеги. Точно ли е тоа? Да, Што се случи тогаш? Точно е. Тогаш кога се случи тоа што се случи, јас во една прилика на некои колеги таму, кога излегував од зградата, им реков: ако вратава на овој начин се отвори за еден синдикат, брзо ќе излезат и други. И тоа и се случи. Тоа и се случи. Јас знаев дека работите ќе одат по тој тек. Затоа што факт е дека слободата на синдикалното организирање во Македонија и натаму е целосно лимитирана од политичките центри на моќ. Иако се случи да имате непослушник, да имате синдикален лидер или представник на синдикат, едно како сакате, кој ќе се спротивставува на нечии одлуки, на таа послушност, тогаш постојат сите можни начини за да се отстрани тој синдикат или таа личност. Тоа се случуваше и сега се случува во Сојузот на синдикатите. Така што Живко Митревски и неговите поддржувачи, оние кои не дозволуваат да бидат прелажани и да бидат продолжена рака на власта, или кои се спротивставуваат на неговите одлуки, прво што почна е да ги менува, да влегува да руши автономноста на гранковите синдикати, да ги менува председателите.
Зошто некој би рушил синдикати ако сака да има силно синдикално движење? Тоа сакав да се надобрзам. Значи, ги менува председателите и место тие непослушни, става своји послушни председатели, кои ќе му бидат понатаму оружје, еден вид оружје, каде што ќе може дури и вака цел синдикат да исклучи со пласирани лаги, нестатутарно и така натаму. И треба да се запрашаме ова што се случува сега во синдикатот. Што се претвори овој синдикат? Дали ова што се случува во синдикатот е рефлексија на она што се случува во државата? Оно што ова сега што се случува е рефлексија многу наназад ако земеме. Што се случува во државата. Само се дополнува се повеќе и повеќе. Знаете што? Кога вие исклучувате синдикати, прво менувате председатели, па исклучувате синдикати на таков начин. Зборувам, сигурна сум дека како и месо што беше исклучен, така и овие синдикати се исклучени нестатутарно, незаконски, значи со пласирање на лаги и така натаму. Има моќ, затоа што има своји послушници, гласачка машина, дигаат два прста и се случува тоа. Ви благодарам. Зошто се Ќе се случува? вратиме, Само да кажам. После ќе се надобрзам. Ова се случува затоа што во синдикалното движење се изгуби солидарноста меѓу синдикатите. Аднан Алитов, председател на синдикатот на професионалните војници, пред извесен период во обид да издействувате вработување на вашите колеги, вие организиравте и штрајк со глад пред Собранието на Република Македонија и тој штрајк вроди со плод. Така ли беше? Па така нешто. Нашите проблеми почнуваат уште од 2009 година со тогашниот закон што беше на ПФВ со 35 години. Тогаш ние како координативно тело им кажавме дека ќе имаме проблеми ако не се решават тогаш во 2008-2009 година. Не можеше ние да постапиме, формиравме синдикат Приксом и од тогаш работиме на случајот. Значи, веќе со министерот Коњановски, што беше тогаш како министер, имавме неколку преговори, што многу малку вродија плод, па министерот Тало Џафери дојде, па министерот Бесими, па сега со министерот Јолевски. Значи, уште тогаш ние кажавме дека ако не се решават тогаш проблемите, дека проблемите ќе дојдат отпосле. И сега тие што ги направија проблемите, после испадна дека тие се херои, а они самите ги створија проблемите. Значи, успеавме околу 95% значи, да ги решиме сега овие проблеми со отпуштените професионални војници. Уште останаа дел што се во судска полиција. Сега имаме проблеми со Министерство за правда, усвари со судскиот совет што треба да даде согласност за тие да ги примат назад. Ќе разговараме подоцна за останатите проблеми во делот на професионалните војници. Ристо Ајтов, исто така статусот непознат во делот на она што се вели председател или не на синдикатот на одбраната. Зошто? Добро вечер, Пен. Добро вечер. До вас и до моите колеги и до сите оние кои што гледаат оваа емисија. Знаете, кога политиката ќе обира председателот на синдикатот, тоаш веќе можеме да кажеме дека сме го допреле дното во синдикалното движење. За жал, политиката во Република Македонија сака да владее со синдикатите, односно со лидерите на синдикатите, и тоа на секој начин, не поштувајќи ги нити уставот, нити законите, нити нашите статути, на секој начин гледа да ги поклопи. Исто онака како што ги поклопува сите други општествени пори. Проблемот е многу јасен. Политиката е генератор на сите проблеми. И во општеството, посебно во синдикатот, бидејќи темата е за синдикат. За жал, многу од нашите колеги се приклучуваат кон таквата нечесна игра и прават криминални дејанија кои што се казниви по закон, за кои што еден ден ќе одговараат. Несвесни дека навлегуваат во еден бунар без дно, каде што ги втурнуваат и себе си и своите фамилии. Значи, покрај за себе, они си ги уништуваат и своите фамилии. Но за жал, кога ќе дојдат до тоа дно,
тогаш политиката нема да им подаде рака да излезат од таа калива бар. Добро, сите вие на свој начин, особено што бевте, што се вклучени сега во оваа последна битка со Живко Митревски, изнесовте и изнесувате купиште аргументи околу тоа кој треба и како треба да го раководи синдикатот. Се разбира, не ја занемаруваме ниту суштината на она што се вели синдикално движење, а тоа е на крајот на криштата едноставно борба за подобри работнички права. Пред да продолжиме со дебатата тука, ќе го повикам дел од разговорот со Живко Митревски, кој што, само да напоменам, тој беше вечерва викнат во студиото да дојде тука, меѓутоа самиот посака да дојде на интервју во 24 вести, рече дека не сака да дебатира со луѓе кои што ги смета за нелегитимни во неговата работа. Да го чуеме Митревски и се враќаме да го искоментираме тоа. Председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Живко Митревски, е избран уште минатата година на редовниот 19-ти конгрес и од тогаш па до ден денес е председател на Сојузот на синдикатите на Македонија. Имаше многу наметнати дилеми, резултат на фалсификувана исправа која беше реализирана од страна на 4 председатели на грански синдикати, во содейство со техничката министерка Ременска, која надвор од статутот на Сојузот на синдикатите на Македонија, надвор од законот, врз основа на извршени повеќе кривични дела, беше изготвено решение кое, како што кажав, е резултат на низа нестатутарни действија кои беа спроведени од страна на оваа група која изврши неколку кривични дела. Интервениравме во рамките на основното јавно обвинителство, кое врз основа на нашите докази кои беа презентирани го спречи тоа фалсификувано решение, односно фалсификувана исправа, за да после наши барања во текот на цел овој период, скоро повеќе од месец дена, укажуваме на драстичната повреда и историски скандал кој досега не беше запамтен во синдикалното движење не само во Република Македонија, туку и надвор, со оглед на тоа што повредени се неколку темелни конвенции, од кои една од најзначајните 87 Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот, која директно забранува какво и да е влијание на власта во делот на разрешување на одредени синдикални активисти. Станува збор за квалификации потврдени од страна на надлежен орган, тоа е Министерството за труд и социјална политика, кој во своето соопштение врз основа на анализите, врз основа на доказната постапка, јасно утврди и потенцира дека станува збор за фалсификувана исправа. Димовски, слушнавме што вели Митровски, решението со кое што вие сте биле поставени за ВД председател на ССМ е фалсификувана исправа и спрема сите инволвирани во тој сака да потегне кривични пријави. Не разбрав точно дали се веќе потегнати. Ај малку околу овој да го расчистиме овој правен елемент на оваа битка што се води во синдикатот. Кој е всушност легитимен и легален председател на ССМ? Ајде вака да расчистиме. Живко Митревски вчера мафташе со документи каде што вика дека има поддршка од 13 председатели. Он направил некоја седница на 26.12, каде што ги собрал 13 председатели, председателите без претходно одржани состаноци со нивните органи и тела, на некој начин му дале поддршка. И му ја напишале писмено. Живко Митревски, отхрабрен од тие поддршки, на 28 го свикува Советот на ССМ, каде што вчера цело време избегава да каже дека е највисок орган помеѓу два конгреса. Така Живко Митревски е охрабрен, го свикува Советот, но на Советот се случува дебакал. Од 52 советника на него му доаѓаат само 21. На 28 декември? Да, 2 дена пред да добија поддршката од председателите, која ништо не значи. Значи, просто да објасниме. Председателите се министри, советниците се пратеници. Советот со пратениците, така наречени, го разрешува и го назначува стариот или новиот председател. А председателите ништо нема никаква улога во тоа највисоко тело. Значи Живко Митревски требаше да каже или да собере од 52 советника да собере 28 и да каже да, еве, јас собрав поддршка од 28
советника кои се за мене, кои гласат дека јас сум легитимен председател. А Живко Митревски, знаете што му се случи на таа седница на Советот на ССМ? 15 гласа за него, 5 воздржани и 1 против. А до 52 знаете колку има? Значи на таа Колку седница гласови добивте вие кога бевте избрани за јас председател? 28 гласа. Тоа е мнозинство од 51? Тоа е мнозинство, прави од повеќе од значи 51% го прави 27 советника, јас имам 28. Значи истата оваа група советници од Да, 51, така е. вас ви дадоа 28 гласа доверба, него На му тој дадоа совет, 15. на тој совет дојдоа 28 советника. А на неговиот совет на 28 се појавија 21 советник. Значи он не можел кворум да состави пред за да одржи таа седница. Од кога увидел дека тоа не може и таа седница се одржаваше во бифето на Сојузот на синдикати на Македонија. И тие се смеа советниците, им донел кашкавалче, саламче, некоја чајна, не знам, колбасица и пробал да направи атмосфера каде што еве ви поделувам, видете ги вие, Дарко е нелегитимен, вака, онака, но кога си избројал, што ќе брои? Па после носел одлуки каде што исклучува дел од советниците на Суткос, на УПОС, на СИЕР, на СОП и на Агро, па кој е фалсификат? Се тоа е фалсификат или нашиот е фалсификат? Зошто министерството застанува на страната на Митревски? Видете, ние добивте ли вие решението од министерот Ибрахими? Не добив никакво решение, ние бевме во министерството, не пречека вишиот советник Ленче, не знам како се презива, нека ми извини господјата, она ни донесе документ каде што, сега пазете убаво. Она од основното јавно обвинителство, како најголемо како не знам сега таму што директор на правната служба да речеме на МТСП бара од основното јавно обвинителство да биде предадено решението на увид, а не го бара предметот на увид. Значи правиме решението се сите, значи како е одржана таа седница на совет, кој ја потпишал таа седница на совет, кој ја оверил таа седница на совет, кој присуствувале на таа седница на совет. Каде што докажуваат тие материјали дека све било легално на тој совет. За вашиот совет. Да, за нашиот совет збориме, да. На 13-11. Но играта ја прават очигледно министерот како му беше името го заборев? Сегашниот. Да, сегашниот министер за Ибрахими. Да, Ибрахими и Живко Митревски во содейства заедно и они не го бараат предметот, го бараат решението. И нормално јавниот видител го дава решението, каде што е потпишано од господјата Ременска. Ја нити ја познавам министерката, нити сум се вишал лично со незе, но и благодарам на незината професионалност, каде што видела дека навистина постоел тој конгрес, се одржал и господјата си го потпишала како легитимен. Да, Ајтов, вие учествувавте ли вие во работата на овој совет? Значи, како што кажа Дарко, колегата, во Советот, по статутот на ССМ, можат да учествуваат председателите на гранковите синдикати, но немаат право на глас. Значи, има разлика. И не се составен дел од бројката на советници. Така да, сосема легално е да се свика совет, може и повеќе од 1/3 од советници да го свикаат советот, без воопшто да тој биде свикан од председателот на ССМ. Знаете, да биде трагедијата уште поголема. Јас донесов 2 документа со мене. Живко Митревски во 2010 година, во 4 месец, е избран на уште понезаконит начин од Совет на ССМ кој што е свикан вонредно, како што го свикавме и ние вонредно. Значи, на тој совет, ева одлуката, ова е печат на Министерството труд и социјална политика. Никаде нема приемен печат или деловоден број. Се извинувам, има законит и незаконит начин. Не верувам дека постои уште понезаконит начин, како што ми рековте. Не реков понезаконит. Кажав дека начинот на кој што он дошол е без никакви печати на одлука, значи нема печат на ССМ, потпишан само председавач на совет, нема никаков деловоден број овдека приемен. Истите оние аргументи на кои што он се повикува зошто МТСП, сегашниот министер, го поништува решението за Дарко Димовски за веде председател. Значи он на исти таков начин. Што е уште потрагично, министерката Фросина, врз основа на документите во кои што она ги гледа, колку луѓе дошле на советот, значи 28. Тие луѓе 28 се од 11 грански синдикати, представници.
Тоа што председателите на тие грански синдикати не знаеле дека нивните советници дошле, тоа не е проблем наш. Тоа е внатрешен синдикален во гранските проблем. Од друга страна, министерката носи решение како што налага законот, односно регистарот кој што го води, за кој што е надлежен Министерството за труд и социјална политика за синдикатите. А замислете, за Живко Митерски во 2010 со заклучок, ова е решение официјален документ од Централен регистар. И пишува, промената на одговорното лице Ванчо Муратовски со Живко Митерски е со заклучок на Министерството за труд и социјална политика. Доказ дека не постоела никаква легална седница на која што се сменил Ванчо Муратовски, односно заклучок на тогашниот министер, кој да е, него не памтам сега, кој што направил класично кривично дело и политиката менјава председател на ССМ. Доказ дека политиката менјава председател на ССМ. Ако некој сака да дојде и да дебатира, јас најодговорно тврдам, изборот на Живко Митерски, ланскиот, се кроеше и беше направен во политичките канцелари. Во чии канцелари? Во политичките на власт. Доктор Ставрич, вие сте доктор, се разбира, но кога ги гледате вака овие работи што се случуваат во синдикатот и сега од една синдикална дистанца, на што ви личи таа борба таму? Луѓето овде се борат за власт, за фотели, за смена на Митревски, за да го само да го заменат или гледате некаква суштина во оваа битка? Гледам многу суштествено движење во оваа битка. Овие синдикати кои се борат, за ова што се борат, се фактички синдикати. ССМ под председателот Митревски. Тоа не е синдикат. Тоа е владина агенција. Доказ за тоа е што Митревски нити го гледаме на паради, нити како застапник на работничките права. Го гледаме најчесто со Груевски, со Спасо, така натаму, не знам, ресорни министри кои се бават со тоа. И за неговиот мандат и за мандатот на оваа власт, 10 годишен, не знам дали е синдикален успех што у земја од 2 и нешто милиони луѓе, 600.000 работници се одселени од тука. А тие што тука знаеме како име. Знаеме како име на оние во Штип што шијат за 100 евра месечно и така натаму. Пропорционално никој од работниците не се разликува од таа шивачка во Штип. И службениците, добро, и лекарите, во инженерите. делот аргументите за своето делување што ги наброја Митревски, рече дека негов успех е минималната плата. Стефановиќ, можете вие за тоа да го прокоментирате. Навистина во делот на мандатот на Митревски во изминативе години, минималната плата од 8 скокна на 12.000 во делот на одредени дејности. Знаете, се што на крај на секоја календарска година тој се фали и се за него што е направено и од историско значење. Минимална плата, прв пат во Македонија, па не е прв пат во Македонија да се одреди минимална плата. И која минимална плата? Која минимална плата? Ако се сеќаваат колегиве, тука е Дарко, тука е Ајтов, на председателство се зборуваше за повисока минимална плата. Така ли беше? Тој носевме одлука за повисока, меѓутоа не можело. Тој се спроведува со власта. Знаете што, тој е лидер кој функционира така што продава синдикална магла. Комотно ви кажам, ќе образложам зошто. На средбата во декември, меѓу представниците на ССМ и медиумите, може да се сеќавате, се одржа, каде што, еве овде имам запишано, ССМ истакна дека силата на еден синдикат е во бројноста на неговото членство, во обединетоста и заедништвото. Само броен и обединет синдикат може да има моќ за преговарање и вистински да се бори за обезбедување реални бенефити за работниците. Нели ова продавање магла? Да веднаш после тоа исклучува синдикати? Откако е дојден во Сојузот на синдикатите, знатно е намален бројот на членството. Знатно намален број на членство. И после сега тој исклучува, најголемите синдикати ги исклучува. Што чека тој? Репрезентативен да биде ССМ веќе синдикат? Не може да биде. Чекај, од овие 13 синдикат од вкупно колку се во ССМ?
Од 17. 13 синдикати, тие наводно председателите му даваат поддршка на Митревски, председателите, а овие 4 синдикати, значи Суткос, СИЕР, УПОС и Агросиндикатот се сега исклучени од ССМ. Да. Како тоа се исклучени? Тоа видете, не ми е јасно. место Мислам, беше. тоа е Ние, ослабување на синдикалното Па како движење, и ако место? тој самиот ги исклучува. Јас Не ја разбирам таа логика. Јас разговарав со поише наши гранкови синдикати, со председателите, каде што они јавно се спремни да кажат дека биде изманипулирани на таа седница на 28 декември, на 26 декември, биде изманипулирани каде што Живко барал од нив 4 гранкови синдикати да бидат суспендирани поради наводно неплаќање на таа чланарина. Живко си направил некоја, во статутот не познава таква комисија, финансова комисија, која што си ги собрал неговиот секретар, тоест неговите другари од Мето Димковски, кој му е сегашен секретар, тоест разрешениот секретар, Тихо председателот на полиција и мислам уште еден, ајде не е ни битно. Не е битно, Направил нека комисија, каде што донел заклучок дека вие 4 синдиката не плаќаат доволно чланарина во Сојузот на синдикати. Па првен Живко Митревски знае како се плаќа чланарина. Основната организација која плаќа на матичниот синдикат, тоа е да речеме на Суткос, ја земам да речеме пример водот и канализација, плаќа 30% на Живко Митревски на ССМ, 30% на Суткос и 40% се останува во синдикалната каса на работната организација. Па ја не сум крив што не плаќаат на Живко Митревски работните организации чланарина. Ја до сега имам преку, да кажам, добри 5-16 повика каде што ми кажат председателе, ние не му плаќаме на Живко бидејќи он за нас не е синдикален лидер. Дури денеска има повик од Струга, ќе го кажам, тој е многу јак председател, каде што ми кажува, даре бе, дај да му напишеме на писмено дека не сакаме да му плаќаме чланарина. Што криеш, вика, и каже вечер на емисијата, те молам, вика, кажи. И ќе го направиме тоа, ќе собереме потписи од нашите председатели, каде што кажуваат зашто не ја плаќаат чланарината до ССМ. Само поради Живко Митревски. А јас ги убедувам за да опстои ССМ, дај да плаќаме, таму имам вработени 35 души, мора да го почитуваме Сојузот и други работи. Ама кај може да се разбере сој Живко и да му плати чланарина? Ајтов, што се ваши следни чекори? Сега тука некаде да го превршиме овој правен лавиринт во кој што сме влезени во врска со лидерството во ССМ. Видите, ово не е никаков лавиринт, нити па е нешто, некој баук од правен аспект. Значи, доволно е органите во Република Македонија, тоа е Основното јавно обвинителство, Централниот регистар и Министерството за труд и социјална политика, само да се извршат својата законска обврска. Да не одговлекуваат со време. Знаете што се случува? Основното јавно обвинителство го зема предметот од Министерството за труд и социјална политика во врска со ССМ и го држи во себе 2 месеца. Не се изјаснува. Он треба да направи истрага врз основа на документите што му се доставени, врз основа на другите документи од другата страна, ако опште ги има, или аргументи, да процени и да каже има или нема дело. Значи, они го држат и со тоа на Живко му даваат време да он обстојува. Јас ќе ви кажам најотворено зошто е целата оваа борба да остане лицето кое што се представува како председател на ССМ таму каде што е сега. Зградата во центар треба да се земе во приватни раце. Единствената логика зошто ова се прави, зошто одредени луѓе кршат закони, свесно кршат, и тоа луѓе кои што се директори на институции, луѓе кои што се во јавното обвинителство, кои што не постапуваат. Па замислете, 30 до 40 рекетари влегоа со Живко Митревски на Бадник Савајле, ако не се лажам, во 4:32 минути, наутро, во 4 сата и 32 минути. Каде го има тоа? Со нас, јас бе во таа зграда, со нас во зградата беа униформирани лица на полиција. И истите тие ги избркаа полицајците од зградата, напад на овластено службено лице, казниво дело по кривичниот законник. Никој ништо не презема. Сега ова ми е интересно со зградата што го споменавте. Велите целата битка е за да се дограби некој во приватна собственост на големата зграда во центарот, која што е собственост на Сојузот на синдикатите на Македонија. Так.
Врз основа на што ви се базираат таквите информации, полуинформации или шпекулации да ги наречем? Видите, до пред 2 години Сојузот на синдикатите на Македонија, согласно завршните сметки, едва ги покриваше сите трошоци, сите излези на финансиски средства. По статутот на ССМ, а и по влошката во Центарот на регистар за кој што е регистриран синдикатот, значи синдикатите не се трговски друштва и можат единствено да имаат, не се профитабилни организации, можат да имаат влез на финансиски средства од чланарина и евентуално од некои проекти со Европската Унија или со некои други институции во врска со синдикалното движење. ССМ, кој што има одреден имот, повеќе од 50% од парите во касата што се влева беа од кирија, значи од трговска дејност. Самото тоа по себе треба да изгуби веќе регистрацијата која што има како синдикално движење. Од друга страна, и покрај тие кири кои што државата во времето на Муратовски не ги плаќаше, односно ги трупаше како долгови на ССМ, а му бараше ДДВ да се плати заради издадените фактури, до пред скоро 2 години или 2,5 години, наеднаш 17 милиона по смената на Муратовски, наеднаш 17 милиона влегуваат во касата на ССМ по основа на заостанати долгови од државни институции кои што беа под кирија во зградата во ССМ, тука лево и десно што се, и централната зграда, Уставен суд, мислечини, Врховен, некој беа тука, Врховен беше и така натака, и некои други. Јавно обвинителство беше и така натака. Целта, значи, беше од тогаш настанаа сите овие покажувања на апетити. Ние на председателство постојано расправавме како ќе ги избуткаме наредните години во финансиска смисла, дека имаме на врат вработени, на кои што, замислете, платите им се 12, 13, 14, 15 илјади денари. Значи, ние збориме дека синдикатот историски, под наводници, направил закон, односно придонел да се изгласа закон за минимална плата. Јас ќе кажам, законот за минимална плата е изгласан само за да може легално странските инвеститори да не исплаќаат повисока плата. Само заради тоа. И за ништо друго. Ако го направише тоа владата сама, како некој кој што во општеството наметнува, предлага закони, ако не беше синдикатот тој кој што ќе го поддржи тој закон за минимална плата, ќе беше многу тешко од политички аспект да се објасни зошто се носи закон за минимална плата. Но кога веќе синдикатот се согласува за таквата минимална плата, не заборавајте, беше позиционирана на 8.500 или 600 на почетокот. Замислете 8.500 или 600. Сега е 11.400 или не знам колку, може грешим, или 800. Еве нека е 12. Значи тоа е легално да може странските инвеститори, користејќи го тој закон, некои од домашните стопанственици ги намалија платите. Тоа само не се случи во јавниот сектор, во приватниот сектор масакар на вработниците. Не може да каже синдикатот, синдикалното движење во Македонија, севкупно синдикално организира не цели 20% од вкупниот број на вработени, не цели. Од кој ССМ може има само 10%. Значи вкупната бројка во ССМ е 56.000, ако не се лажам, официјално од службите на ССМ што ги добивме. Овие исклучени 4 синдикати имаат преку 25 до 28 илјади членови. Тоа значи по статутот на ССМ половини, можеби повеќе од половина. Тоа значи дека веќе ССМ сам во себе треба да се самораспушти. Значи во статус тој доколку изгуби синдикатот повеќе од половина од членството, органите треба да расправаат за проблемот и да се распушти. Денеска добивте еден допис од Европската федерација на синдикати? Да, денеска добивме допис не само од Европската, од 4 најголеми европски федерации. Од 4 најголеми за јавен сектор, за металци, односно за индустрија, и не ги знам другите два, оти се кратенки, знаете, не сме членки ние таму како јавен сектор. Значи тука е јавниот сектор, енергетика и уште индустрија и уште две. Тие не препорачуваат, тие ни наложуваат, посебно кон лицето кое што се представува моментално председател на ССМ, наложуваат да се прекине со секаквите вакви незаконити действија кон гранските синдикати, да се престане со непуштањето на председателите да се ги извршуваат своите работни обврски во гранските синдикати. И препорачуваат во првата половина во февруари нивна делегација да дојде овде да се седне на маса
и да се расчистат овие работи, бидејќи тоа не е добро воопшто за целокупното синдикално движење во Република Македонија, кое што го ставаат под знак на прашање дали може да обстои доколку се продолжи вака. Ви благодарам за сега. Значи имаме олеснувачи во политиката, очигледно ќе ни требаат олеснувачи и во синдикалните случувања за да можеме да ја изведеме работата на чистина. Тука ги најавувам рекламите, а подоцна се враќаме со по-суштинско и по-јасно влегување во проблемите на работниците како би можеле да ја изведеме на чистина ова синдикална ујдурма. 24 отворено, повторно сме тука во студиото. Публиката е доста нестрплива, колку што можам да приметам, но претходно ќе го прашам Димовски, за 2 месеца ви истекува мандатот како веде председател, оно што е поништено од страна на министерот. Сепак како понатаму ќе го решавате овој правен склоп на работи? Видете, како веде председател, мојот мандат трае 2 месеца од добивањето на решението и впишување во Централниот регистар. Ја гледам само тука разврската во ССМ. Јас како веде председател, кога ќе го добијам решението, ќе го добијам кога и да е, во рок не од 2 месеца, од 1 месец, ќе распишам избори. Сите оние што ќе достават програма, платформа или било каков облик друг, каде што ги поведат работниците, каде што ќе ми кажат јас ќе направам тоа и тоа и тоа според статутот и деловникот на работа на Сојузот на синдикати на Македонија, ќе може да се кандидираат и јас им гарантирам фер и демократски избори во Сојузот. Вие ќе се кандидирате? Не. Јас сепак сум еден од помладите председатели, немам намера да се кандидирам. Иначе јас ќе го спроведам изборот. И Бранко Црвенковски еднаш рече дека нема да се кандидира, па после победи на председателските избори. Добро, јас ова свесто го кажувам, тука ме снимаат и утре не сакам да се вртат по телевизија дека кажав не, ама на грчки. Добро. Публиката, рековме, е нестрплива. Тука имавме една мала забелешка, точно е дека не го спомнавме штрајкот на УПС, што се одржа на почетокот или на средината на минатата година. Тоа беше 50-60 дневен штрајк, кој што имаше прилично силен одек во јавноста. Повелете, само представете се. Трепе Дејановски, генерален секретар на синдикатот на УПС. Штрајкот траеше 62 дена, од 18 мај до 15 јули. Беше прв штрајк во регионот, можам да кажам, што започна со промена, не беше барање финансиско, туку беше барање за промена на законски одредби, кој потоа прерасна во барање за добивање на додатоци на плата, кои што добија 3 категории други вработени во правосудството, освен оние кои беше најбројните, тоа се судските работници, односно судската администрација. Барањето беше да ги добијат истите и они тие бенефиции како што ги добија судиите, јавните обвинители и јавно-обвинителската служба, меѓутоа за жал штрајкот заврши на начин што луѓето, односно штрајкувачите беа казнети со 40% на платите. Иако тоа беше предвидено во Законот за судска служба, казните беа спроведени нестатутарно, односно незаконски и неуставно, бидејќи сите тука сме синдикалците, сите знаеме, платата е светиња. Платата е правенствено право на секој работник. Платата може да се намали и биле да се казни работникот за намалување на плата единствено со решение. Судскиот совет, каде што се вработени судии, решија на овој пат да не издадат решение, туку да издадат една наредба од страна на судскиот совет до председателите на судовите и врз основа на таа наредба книговителите на сите вработени во судството што учествуваа во штрајкот да им скратат 40% од платите. Како реагиравте вие на ова? Реагиравме на начин што веќе се спремни поднесени тужби во судовите, во сите по 4 апелациони порача во Македонија. Известени се сите меѓународни синдикални организации, поднесена тужба во МОТ. Очекуваме правна разврска. До пред 10 на 15 дена од овие средства од сите судови беа на сметките на судовите, не беа префрлени во буџетот на РМ. Баравме судскиот совет да излезе во преспред на луѓето, бидејќи скратените средства се доста големи, а платите во судската администрација се мали. Меѓутоа судскиот совет повторно испадна глув на нашите барања. Разговаравте вие со председателот на синдикатот за ова, за да ви даде некаква поддршка во делот на вашите барања? Не, воопшто не разговаравме, бидејќи тоа не е наша работа. Председателот на синдикатот, односно на Сојузот на синдикати на Македонија, треба сам да дојде до синдикатот кој што има протест или штрајк и да понуди поддршка од ССМ или од сите други грански синдикати кои се здружени во ССМ. Живко Митровски, јас сум
кратко во синдикатите, меѓутоа ги следам настаните. Живко Митревски во неговите колку 7 години на власт нема спомнето збор штрајк и протест. Начини на кршење на штрајк има многу. Ставрич, вие сигурно со тоа бевте добро запознаени во тие денови кога штрајкувавте. Кои беа тие форми на притисок? Ова ве прашувам за после тоа да се вклучиме во линк за да видиме како е во приватниот сектор. Малку или тука да го заокружиме овој јавниот дел? Сите форми на притисок. Што значи? Не зборам само во лично име, туку скоро сите лекари и персонал беа изложени на притисок од смени, деградации, претњи, закани до подкуп, унапредување неосновано и така натаму и така натаму. Значи сите незаконски или И пристојни и непристојни понуди се беше во игра. повеќето Повеќето непристојни непристојни за да понуди се и- скрши тој штрајк кој што во тој момент беше силна опасност за власт. Па да, не знам зашто го гледаа како опасност. Прво, они не гледаа 20 дена. Има... Може би затоа што и државата ја замислуваат како видеоигра. Веројатно, да. Туку тој и нивото отприлика на властодржците во тој и сега, се уште. Не, период. ова алудирам на министерот кога разговараше за тоа како треба да изгледаат операциите. Но Малку тој шега е сакам да репрезент направам. на целата влада. Мислам дека другите не се, иако е он вака најживописен, меѓутоа и другите не се многу разликуваат во степенот, во нивото. Со се премиерот се разбира тогашен. Значи сите форми на притисок беа застапени, а јас би се надоврзал малце на колегата Дупа што кажуваше. Само за подсетување, имавме штрајк неколку дневен во 2005 година, кога бев заменик председател на самостојен синдикат на клинички центри, кој штрајк траеше 2 дена. И веднаш министерот, тогаш Владо Димов, значи ги потпиша нашите барања, постигнавме договор за покачување на платите. По неколку месеци, 5-6 месеци, дојде до смена на власта. И веднаш ни ги намалија платите. Значи, тоа беше тотално незаконски и ние тогаш тужевме неколку пати, меѓутоа и друг облик на правосудство имаше тогаш. Сега, како што знаеме, немаме правна држава, немаме правосудство. Имаме приватизирано и обвинителство, и судство, и полиција, кој работи само за одредената структура на власт. И тогаш успеавме да добиеме и средствата беа вратени на вработените, оние кои им беа закинати. Потоа беа линарно распоредени назад, така да ве охрабрувам да ја терате работата. Добро, ви благодарам. За сега го најавивме вклучувањето, односно сега го најавувам вклучувањето во Штип, каде мојот колега Владимир Тевчев ќе разговара со представник на невладината организација која ги штити правата на работниците кои што се вработени во делот конфекциите во овој регион, каде што се разбира се има многу вработени, кои што работат за ниски плати, работат во тешки услови, а нивниот глас никако да допре посилно до јавноста. Тевчев, се надевам дека добро се слушаме и вие се наоѓате во студиото на 24 вести во Штип, каде што се надевам дека ќе можеме да позборуваме со твојот соговорник. Повели. Така е, еве во твојата најава практично ми ги украде зборовите со кои што сакав да почнам, но еве неколку податоци. Околу 30.000 текстилни работници во Источна Македонија, од кои 6.500 само во Штип работат во конфекциите, како што кажа и ти Младен, без речиси никакви работнички права, со нерегулирано работно време и со плата под минималецот. Гласот на овие луѓе ретко се слуша во јавноста, а Сдруженијето на текстилните работници Гласно од Штип е едно од ретките кои се бори за подобрување на условите за работа. Вечерва со мене во студиото на 24 вести во Штип за емисијата Отворено е Горан Трајков, член на Сдруженијето, па го прашувам, господине Трајков, зошто Сдруженија, не синдикат, ги брани правата на овие работници? Затоа што во последните 10 години, ако синдикатите не беа представени како жолти или приврзок на секоја една владеачка гарнитура, а поготово во овие изминатите години сме сведоци како функционираше синдикатот во врска со неговите права и должности кои што ги имаше, а не ги исполнуваше, се роди идејата за да се формира ова здружение со кое што ќе може
и ќе бара да се артикулираат проблемите на работниците од текстилната и кожарската индустрија, затоа што беше крајно време за ова што и се случува на оваа група на граѓани од Источна Македонија, верувам и во другите граѓани од Македонија, како што се Прилеп и Кавадарци и други градови кај што има текстилна индустрија. Условите се скоро идентични како што се и кај нас во источниот регион. А кои се проблемите со кои што се соочуваат овие работници? Проблемите се многу слојни, за да ги образложиме ќе ни е потребна една цела емисија за да одржаме, за да можеме. Значи само ќе ви дадам неколку податоци во врска со прекршувањето на овие правата на овие работници. Значи станува збор околу 64 прекршувања дневно на законски прописи на еден работник во текстилната индустрија. Значи доколку овие прописи, овие законски одредби би биле во функција и доколку овие синдикати би работеле работата и би биле чувари на законските прописи да се имплементираат целосно, јас верувам дека правата на текстилните и кожарските работници би требало да се унапредат. Кога се договаревме за овој разговор, ми спомнавте прекршувања по 3 основи. Може ли малку околу тоа? Има 3 основни. Првата основа и која што е најбитната е кога синдикатот, жолтиот синдикат во Република Македонија дава согласно за секоја една измена во законот за работни односи. А тоа значи дека ако е на штета на работникот, синдикатот исто го потпишува законот без многу прибелешки да даде во врска со тоа. А тоа служи се со цел за зголемување на профитот на работодавците, а за сметка да се створи една голема експлоатација на самите работници. Значи трите сегмента за кои сакам да позборуваме, имаме прво законодавна тортура, вториот сегмент за кој што произлегува од законодавната тортура, произлегува економската тортура и третиот сегмент е мобингот или вербалната тортура која што се случува и хоризонтално и вертикално низ фабриките во Република. Ви молам со 2 реченици објаснете ги овие 3 тортури. Трите тортури, значи еве само вака, вие спомна, поздрав до гостите во студиото, заборавив да кажам, и до гледачите на 24, значи законодавната тортура подразбира, значи минималната плата во Република Македонија за едни граѓани во Република Македонија е 10.800 денари. Некои од колегите, гостите спомнаа таму дека е 12.000, не е 12.000, изнесува 10.800, а во другиот дел кај што се текстилните работници изнесува 9.080 денари. Што значи во самиот дел законодавецот кога ја донесува минималната чинам во 2009 година беше, минималната плата за текстилната индустрија беше доведена на прагот да бидат неуставно третирани овие граѓани. Значи кога граѓаните текстилни работници во продавница не купуваат леп од 18 денари, купуваат 20 денари. Но и оваа минимална плата е условена со норми. Да, значи во самиот дел членот 2 од Законот за минимална плата законодавецот му дал шанса на работодавецот, а кој што штитот е во овој случај требал да биде синдикатот, а не го сторил тоа, дозволил да се вметне нормиран исполнет учинок. Нормираниот исполнет учинок значи дека секој еден работодавец на секој свој вработен може да му дава норма колку сака и да го држи на работа до кога сака, се додека не исполни таа норма. А често нормите се многу повисоки од она што му треба на работодавецот, па работодавецот добива казни, односно дава казни на работниците, а нормата е практично исполнета. Невозможно да се исполни. Невозможно, но тоа што е произведено му одговара на работодавецот. Па да, му одговара затоа што тој исклучува договори ако во еден месец има една сделка со еден од странските соработници, значи тој зема 4-5 налога кои што за работниците од текстилната индустрија тоа значи дека ќе одат по 10 часа на работа, 12 часа, при тоа ќе ги немат основните услови, ќе немат грејење, ќе немат. Овде се преплетува и третиот модус за тортура, тоа е мобингот. Да, тоа е мобингот кој што се случува вертикално почнувајќи од работодавецот кон неговите претпоставени техничките директори и како се вика, луѓето кои што се околу задолжени со работата за работниците и вертикалната од онаа страна каде што помеѓу работниците има работници кои што ги годош своите работници кога се некои ќе се пожали за некоја работа. Кажете ми вие како здружение, што ја преземате улогата на синдикатот кој практично ми спомнавте дека не функционира кога се работи за заштитата на овие работници? Преземавме доста конкретни чекори. Едните од чекорите
едни од првите чекори кои што ги преземавме и видовме дека се потребни да се имплементираат кај работниците е едукацијата. Перманентната едукација за правата на работниците, кои што стварно ние сме запрепастени работниците колку не се ги знаат своите права. Меѓутоа, новите измени кои што се случуваат секојдневно во законските прописи, работниците не можат ни да ги следат. Затоа ние тука како здружение првичната наша улога е да ги едуцираме, а потоа тие да ги поттикнеме да се ги побарат своите права кои што ги следуваат. Работиме на закон, на предлог закон кој што сакаме да биде донесен во Република Македонија. Тоа е новиот закон за работно време, кој што кај нас го нема во Република Македонија и е како составен дел од законот за работни односи. Што не е случај во Европа, кај што во Европа во сите европски земји, во Германија веќе земаме пример, законот за работно време се е многу концизен и ги има постулатите на штитење на човековите права, прво и основно, а потоа ги уредува работничките права на секој еден работник во било која индустрија. И затоа сметаме дека законот за работно време во Република Македонија ќе биде бенефит за сите работници, а подготвително и за самите работодавачи, затоа што ќе ги заштитиме од превремено трошење на работниците, затоа што секој еден работник кога се разболе и кога отиде на болување, тој више не работи во таа фабрика. Тоа е другиот сегмент каде што се случува таа економска експлоатација, дотрошување на човечкиот потенцијал и сврлање на улица. Значи веруваме дека ќе направиме промени и битниот сегмент е дека треба да се оде 8 сата на работа, да се одмара 8 сата и 8 сата да се посвети секој еден член од текстилната и кожарската индустрија на своите блиски, фамилијата и децата. Што е со делот на минималната плата кој е за 1000 денари помал од останатите дејности кај текстилците? Исто така работиме на измена на овој член, каде што сакаме да ги усогласиме нормативите да бидат на исто ниво со сите останати работници, затоа што мислиме дека и заслужуваат овие работници да имаат иста минимална плата, при тоа се уставно деградирани како граѓани на Република Македонија и е ускратено првото основно човеково право, а тоа е да бидат еднакви пред уставот. Затоа ако би биле ние на суд во Страсбург за човекови права, ова би било, еве да кажеме, у најмала рака како победа за текстилните и за кожарските работници. Трајко, ви благодарам за гостувањето во Отворено. Значи, кратко да резимираме, Сдруженијето Гласност ќе се труди за едукација на текстилните работници во делот на своите права, за донесување на нов закон за работно време и за усогласување на минималната плата заедно линеарно со сите останати дејности. Владен, толку од јавувањето од Штип. Да, ви благодарам. Тевчев, твојот гостин е очигледно печен за синдикалец. Ја би му препорачал да се јави на конкурсот што Димовски планира да го објави во наредните 2 месеци. Алити, кога го слушате, Алитов, кога го слушате ова, како ви се гледаат вашите маки и војнички? Кога ќе чуете маките на текстилните работнички во Штип? Синдикатот наместо да биде страф и трепет за работодавецот, кај нас се случува обратно. Значи, страф и трепет е за работниците. Значи, денеска председател на синдикат има разговори со неговите вработени, а утре го гледаме на телевизија дека више се договорил за нешто друго на телевизија. Значи, денеска и не е чудно, например... Затоа и не е чудно што таму нема синдикат, туку се јавува невладино здружение за да ги брани правата на работничките во Штип. Денеска имаме проблеми, например, во тоа да Министерство за труд и социјална политика ги кочи сите работи. Значи, во едно време имавме пререгистрација на синдикатите, кај што бевме ние во тоа голгота, кај што чекавме година и пол да земеме решение за смена на председател за нешто обично што се зима за една недела, чекавме година и пол и значи не се знаеше кој е председател во моментот. Значи, ние успеавме тие работи да ги завршивме, ама бидејќи сме во друг синдикат во КСОМ, значи не сме пред ССМ и ги немаме овие проблеми, значи директните проблеми ги имаме со Министерството за одбрана и со работодавецот. Но чизми се уште ви фалат кога одите на некоја спасувачка акција, така ли? Се гледаше сега со ова невремево што се случи во Сингалич и во Стајковци, да армијата треба да биде прва во вакви случувања. Ние чекавме донации, едни обични чизми гумени, значи не војнички, него гумени, чекавме и едни лопати, чекавме донации некој да ни донесе и тие што ги донесоа и тие дел ги украдоа меѓу себе и се знаеше више крајот што се случи. Добро, да се вратиме малку на приказната со Штип и всушност многу слична е состојбата не само во Штип и во текстилните конфекции кои што работат на подрачјето на Источна Македонија
претежно, туку и во останатите фирми и компании од странскиот сектор, особено оние што работат во слободните економски зони. Ајтов, ве гледав дека гестикулиравте додека го слушавте разговорот. Па да, ја искрено да кажам, јас се застрамив од прилогот. Како синдикалец, како член на синдикат, како председател на синдикат, мислам дека не знам, да има некоја дупка сега ќе потоне. Ова е за мене уште еден историски успех на Живко Митревски. Здружение да ги брани работничките права, а ССМ да спие и да ги поддржава работодавачите. Ќе ми дозволите само малку да ви кажам околу притисоците. Ја мислам дека примерот со мене е врв на Ќе се вратам на глупоста притисоците, што ќе може имаме да еден цел корпус прашања за добро. тоа. Уште малку сакам да останеме на ова, бидејќи станува збор за многу човечки судбини. Исто како што се и вашите се разбира, меѓутоа заземаат огромен простор. Го видовте прилогот, го видовте разговорот. Како ја цените состојбата тамо? Како може да се помогне во услови на несиндикално здружување? Па луѓето си нашле некаков начин за да си помогнат, меѓутоа како што кажа и Ајтов, ова е шлаканица за синдикатот. Во Сојузот на синдикатите има синдикат Гранка за текстил. Што прави тој синдикат? Што прави? Спие, што велат од публиката. Мислам, стварно е срамно. Стварно е срамно. А ова е слично, знаете... Ќе вклучиме сега, да. Ова е слично и на она кој се случуваше со образованието, па не можат преку синдикатот, па излегоа наставнички пленуми, професорски пленуми, така и овде наоѓаат начин луѓето. Наоѓаат начин како да си помогнат. Она е што велев ја, се фалиме историски закон за минимална плата, заштита на мобик, безбедност и здравје при работа. Кога тоа не се спроведува или кога не е онака како што треба да биде, синдикатот треба да реагира, ама не може да реагира, ќе му се налути министерот. Димовски? Па се согласувам со своите колеги. Ети ден денеска за тоа му се случува на Живко Митревски. Митревски направи работници од први и втори ред. Затоа имаме денеска први и втори председател. Ете го примерот. Може да се подлeda работникот. Страм е што сум синдикалец, што да знаев дека ги беше овој блок, немаше да дојдат. Па кога направивме споредбата со лебото од 18 од 20 денара, нема што понатаму да разговараме. Го охрабрувам Горан Треков од Здруженијето, ќе му се јавиме во Јадинови, ќе направиме на соработка, ќе си ги исправиме грешките кој синдикат што ни ги нанесе Живко Митревски и сигурно ќе ги извлечеме работниците од оваа голгота. Нема да бидат оние работници од вторет, ветуваме како и на раководство на ССМ. Јас мислам дека Македонија место да оди напред општествено, оди наназад во класните општества, односно во робовладетелско веќе. И повторно сето е врзано со некаков закон за минимална плата. Знаете, убаво звучи да имаш регулатива каде што ќе регулираш, тоа го има во повеќе земји и во европски земји, не само во обкружувањето, каде што ќе имаш закон во кој што ќе биде определена надокнадата на трудот на минималната основа. Тоа значи дека работниот саат не може да биде, например, помалце од 100 денари, од 200, од 300, од 500 денари, како што е во секакви нормални демократски земји во Европа. Но кај нас тоа се злоупотреби. Тоа се злоупотреби бидејќи се стави се во еден контекст. Многу денеска луѓе, работници, граѓани на Република Македонија, па и синдикалци, не знаат да направат што е разлика помеѓу плата, основна плата и што е разлика помеѓу нето и бруто плата. Значи, минимална плата или најниска плата има голема разлика во двата термина. Ние овдека дозволивме да работодавачите, дали се странски или домашни, последно од тие сектори каде што имате нормативи кои што мора да ги исполните, иначе ќе бидете казнети како работник. Ние дозволивме да тие работници бидат робови, да работат за нецели 200 евра. И видите, тука работодавачот, ако му дојде инспекција, он е чист, он плаќа и прекувремено, и ноќни, и сменски, се плаќа. Ама на ниска основица од 8.000 денари, кој ќе му платите прекувремени, ноќни, сменско работење, ќе дојдете до 12.000 денари. А он работел 10, 12, 14 сати секој ден. Па јас не гледам повеќе, односно не гледам подобра дефиниција од
робовладетелско општество. Ставриш, дали тој корпус на економски политики што беше промовиран изминативе десетина години, особено во делот на привлекување на странски инвеститори, доведе до една многу неравноправна положба на работникот, со тоа што го сведе за да работи за многу мали пари, а да се искористува трудот многу максимално. Сакам да кажам, дали тоа свесно се правеше во таа трка по странски инвеститори, по привлекување на тој многу посакуван наводно странски капитал, иако тоа е многу дискутабилно дали е добар странскиот капитал и колку е добар за една економија. Јас искрено верувам дека сите ние сме инвеститори, односно тоа е нашиот капитал кој изнесем, па сега као преку странски инвеститори се враќа со некои глумци тука кои се као собственици. Тоа е моје уверување. Дефинитивно, прво, мислам дека е направена неправда помеѓу тие наводни странски инвеститори и домашните стопанственици. Зашто такви услови не им се дадат и на домашните бизнисмени, на домашните фирми? Таа субвенција што има, значи државата ги покрива со гратис кири, не знам, други работи во делот на платите исто субвенционира и така натаму, што ни една македонска фирма го нема. Значи, откупувајте македонски производи, дојдовме до тука, каде што сме. Нема потреба, мислам дека прилогот од колегите попластично кажа во каква ситуација е нашиот работник денеска. Со тоа што еден суров капитализам на тоа би одговорил лако, не сакаш не работи, нели? Димовски, како вие тоа би го искоментирали? Јас пак ја кажам, застрамен сум, немам коментар по ова, дури сега вака си размислам у главата како ние побрзо да постапиме по овие подредени работници и со подредени работнички права. Значи, треба навистина да почнеме од кај со ССМ, прве да направиме реформи, па после да правиме избори. Сега, го кажам ова вака малце во нервоза, да, во афинитет. Добро, ајде малку да ја дадеме простор на публиката, може и да постави некое прашање или да искоментира на темиве што ги разговаравме, или на нешто што вас ќе ви се види интересно. Повелете, представете се. Јас сум Лазе Георгиевски, најстариот член во Сојуз на синдикатите на Македонија и најстариот советник. И председаваш на таа седница на Советот, позади и околу мене има исто и советници. Ако беше трпе еден од помладите, јас сум еден од најстарите. Почнав 74 година далечна, пак со протести, кога работев во трговија, и најверојатно ќе ја завршам оваа година, кога ќе заминам во пензија, пак еве со протести. Пред да му поставам едно прашање на Дарко Димовски, за мене нема дилеми кој е легален. Сите овде колеги што се до Дарко и господјата Стефановиќ, Сузана и Ајтов, колегата ценетиот доктор, тоа е све легитимни прави синдикалци. Имаме три особини: честност, искреност и вработливост. Имам едно джентлменство во синдикатот. Ќе наврзам малце со политика. Ако сегашниот мандатор искочи джентлмен, се повлече и даде избори, и се десе избори, ова што го предлагаме и ние ко синдикалци, што го предлага веде председателот, нека искочи Живко, нека биде джентлмен, нека искочат на избори, а не да се мешат политичките партии. И уште едно прашање. Како, господине Димовски, со каква акламација те предложи и те избравме на Совет за генерален секретар прва рака на Живко, а во рок од 3 месеци се скаравте. И сето ова што сега се дешава после нестатутарното исклучување на господјата од МЕСО, мултиетничкиот синдикат на образование, каде има преку 300-400 наставници од сите етнички групи. И сврални тотално, што овај го гледав, не ќе да го коментирам, сум поминувал многу работи во мојата 40 кусу годишна кариера. Меѓутоа, она што се деси, ние и на таа седница кога МЕСО беше исклучен, ние станавме советниците, имаше 35 присутни, 23 гласа за недоверба на Живко ради тие одлуки, он си зафати на гласањето кој е против. Ние сме 23, значи другите до 52 се за мене ја прекина седницата и така помина. И затоа сме ушли на суди. Значи да повторам, како може од денешка да се скарате кога тој во вас се крстеше? Благодарам. Ајде Димовски, интересно прашање. Па видете, Живко Митревски е едно итро човече, од кое треба многу да се пазиме. Он вака пошта нешто за Голгота. Он, знајќи мојата партијска пределба, да која кажав и на прошлите вести,
мислеше дека јас ќе му парирам во секоја негова одлука. Но ја кога што кажав, кога ќе дојдам во синдикатот, сум прав синдикарец, легитимно избран од моите работници кои членуваат во мојот синдикат. И ја не го играв, синдикално кажам, на урото на Живко Митревски. Најдов во архивата и во книгите во претходното работење што работел Живко Митревски, тогашниот секретар Ангелко, на многу неправилности, финансиски малверзации, и тие истите ги предочив пред председателството, а после и пред Советот. Значи, ја може све да бидам криминалец и узурпатор и не знам што да го рушам синдикатот, нема што да бидам. Тоа му го кажав јавно на Живко Митревски. После тоа, од кога ние условно се скаравме поради синдикалните работи, бидејќи јас немам ништо против него во приватниот живот, негде да знаете што ми се случи на мене на фамилијата. Еве, денеска последно, мојата сопруга, иначе економски, дипломиран економист, работи во водоканализација Скопје, директорот Александра Танасов и врачи нов договор за работа хигиеничарка. Каде? Во водоканализација Скопје. И ја му тој еден вид притисок до притисок кој мене ме охрабрува. И кој ми дава сил уште да продолжам понатаму против таквите работодавци и петоколонаши, не знам од која власт он, бидејќи он ги ништи во водот и ВМРО-овци и добри работници и не знам ти што, а се крие позади боите на ВМРО. Ја мислев дека тешкото од СДС едно време, ако се распрашав испадна дека од ВМРО. А вие рековте од која партија бевте кога Да, јас сум од ВМРО ДПМН не бев, но пред се сум синдикалец. Сега околу ова притисоци можеме да врземе, после ќе влеземе повторно со публиката. Ставрич, вие на своја кожа многу пластично осетивте што значи тоа притисок. Од денешен аспект се каете ли што влеговте во тој лекарски штрајк? Не, воопшто. Воопшто не се кајам. Напротив, драго ми е што тоа се случи и што представуваше една од иницијалните капаци за генерално, мислам, и општествените случувања во сите домени. Не се кајам, а тоа што ми се случи е де факто комплимент. Значи, од оваа криминална власт да ви се случи тоа е доказ дека сте честни и исправни. Ајтов, вие преговоривте пред малку за тие притисоци на кои што сте подложени. Во кој дел мислевте? Видите, малку ќе подсетам некаде 10-11 месец ние како Синдикат на одбраната и безбедноста заедно со нашите колеги од Синдикатот на професионални војници најавивме штрајк во армијата, кој што ќе беше единствен во рамките на Европа, каде што униформирани припадници на армијата ќе штрекуваат. Знаете колку е тоа голем срам за Република Македонија. Посебно за нашите аспирации кон НАТО и кон ЕУ. Со оглед дека со самата објава на штрајкот во Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија почна притисоци од секакви возможни врсти. Со оглед дека јас лично не отстапив од донесената одлука на органите на нашиот синдикат за штрајк, кој што морам да кажам дека ние извршиме анкетирање. Повеќе од 50% од вработените го поддржаа штрајкот и ќе зема учество, така се изјаснија. Власта немаше друга работа, едноставно со фалсификување на документи и печат издействува смена на мене како председател и впиша друго лице во централен регистар. Да комбинацијата на притисокот беше пренесена физичка закана по мојот живот. До таму оди небулозата на одредени лица кои што практицираат власт во Република Македонија, кои што се занимаваат со трудовото право, бидејќи синдикатот потпаѓа по трудовото право, кои што се носители на функции можда во Министерството труд и социјална политика или во некои други институции, да праќаат закани за загрозување на нечи живот. Тоа не знам како кажам, тоа можеби го има во некои од афричките, во латиноамериканските земји, во јужноамериканските земји, но тоа во Република Македонија, која што планира, односно претендира да биде составен дел на Европската унија, каде што се протежира демократија, каде што се протежира слобода на индивидуалец, слобода на говор и така натака. Тоа нонсенс е за во Македонија. Сите штрајкови во Република Македонија,
оние кои што ги организирале или пак протести или било какви други синдикални активности кои што организирале гранските синдикати во ССМ. Никогаш не биле поддржани од ССМ. Посебно во последните неколку години, 4-5 години. Само поради фактот дека лицето Живко Митревски ниту еднаш не најде за сходно да свика орган на кој што ќе ја повика нашата синдикална солидарност. Штрајкуваат колегите од УПОС, да не повика сите нас на било каков начин да им дадеме поддршка, па макар и со писмено обраќање до нив. Секогаш кажувал, тоа е ваша обврска, јас како ССМ како председател не можам да навлезам во тоа, нели вие сте сите индивидуални како правни субјекти и така натаму. Но обратно гледајки, па секогаш без наше знаење се слика со премиер или со министри, пошто од подниско ниво за него мислам дека насликање не постои. Така да ситуацијата во Република Македонија на синдикален план јас би опишал, знаете, сретна сега во избориве, посебно во вториот круг, кога се прегласуваше во Тетовско, еден збор се употребуваше инженеринг. За мене тој збор, што јас сум инженер по професија, во позитивна смисла, значи градење на нешто позитивно, нешто иновации и така натака. Јас ќе кажам дека синдикалното движење во Македонија во моментов е заробено од политичко, рекетарски, синдикален инженеринг. Вие рековте дури на паузата ми спомнавте дека има многу големи политички притисоци во синдикатот. Што по тоа подразбирате кога ќе речете политички? Сите знаеме дека власта, секоја власт сака да го контролира колку што се може тој дел. Меѓутоа, ако тоа отстапува од некои нормални политички, општествени, културни, човечки, разбрани норми, тоа е веќе проблем. На што мислевте вие? Еве, јас ќе ви кажам најотворено. Конгресот на ССМ, последниот, во 2015 година, односно ланскиот, не 2016, 2015, да, добро кажав, пред самиот конгрес, најмалце година до година и пол, имаше внатре борба во синдикатот околу, нели нормално, кој да биде председател и кој ќе ја бара поддршката од останатите грански синдикати. Јас, како председател на синдикатот на одбраната и безбедноста, заедно со уште неколку мои колеги на кои што не сакам да им кажам името, бидејќи можеби не сакаа да кажам дека биле во таквите политички притисоци, но најотворено зборувам дека јас лично со уште неколку мои колеги бевме најмалце 10 пати викнати од представници на власта во Република Македонија на од највисоките ешалони на разговор каде што ни беше кажано кратко и јасно: Живко Митревски мора да биде реизбран за председател. Врв на политичкиот притисок. Кој тоа ве викаш? Не би шпекулирал со имења, сепак, знаете, може утре да се повикаа дека ги клеветам, но јас и на тоа ќе одговорам, не клеветам, ја кажувам вистината. Имаме докази за тоа. Добро, долги години во Македонија Конфедерацијата на синдикати, каде членува всушност каде што е дел од синдикатот Аднан Алитов, води исто така силна битка во делот на синдикалното движење, па би сакал сега во следниот прилог да го повикам Маријан Ристевски, тој е председател на Конфедерацијата, каде што има свое видување на овие случувања во синдикатот денес и на синдикалното движење денеска во Македонија. Режија ве молам прилогот со Маријан Ристевски. Ова што се случува во Сојузот на синдикати на Македонија, по мене беше очекувана реакција, зашто таму подолг период владее нетрпение према раководството. Гледаме неколку гранкови синдикати веќе не може да исцрпат најверојатно односот, постапките, притисоците што доаѓаат од страна на председателот и ескалираше во овој момент. Еве имаме една тензична атмосфера каде што на нефер начин гледате замешана власта, замешани полиции, замешани рекетари, да не кажам. Значи, све е употребено за некој да си го оствари своите лични цели, да не кажам да ја сочува фотелјата. Замислете на ваква реакција господинот Митревски, како што ја брани сега со сите средства, да кажам, својата фотелја, да беше жесток така бранител на правата на работниците. Денеска немаше ние да говориме за историски момент, како што знаат они да кажат за минимална плата од 9.000, за просечна плата од 22.000, за нередовни исплати на плати и придонеси, за
тешки услови при вработа и да не ги набројувам сите потешкоти со кои денеска се сеќаваат работниците, меѓутоа ќе говоревме за плата минимална од, да не кажем, од 18.000 денари, за просечна плата од 500 до 700 евра. Ќе говоревме денеска дека во Македонија тече мед и млеко кај работниците. Значи, ако така жестоко се супроставеше на власта и на работодавачите, денеска сите можеби ќе му честитавме, ќе се собиравме пред зградата, пред тој храм, да кажам, кој што треба да биде заштита на работничките права, се претвори во храм кај за срам на работниците, можам слободно да кажам. Меѓутоа, јас сум оптимист како и секогаш и мислам дека конечно во Македонија доаѓа времето кога во таа зграда ќе влезат луѓе кои што знаат како се браат работничките права. И затоа ние како Конфедерација даваме целосна поддршка на овие процеси демократски што се случуваат внатре во Сојузот на синдикати на Македонија, значи му даваме целосна поддршка на Дарко и дружината, да кажам, да истраат во оваа борба и мислам дека се на вистински пат после оваа победа, да ја кажам, кој што сите ќе освоиме пред се работниците, да седнеме конечно на заедничка маса и да се договориме како понатака ќе ги штитиме правата на работниците. Да, ова беше дел од разговорот што го имавме со Маријан Ристевски. Се разбира подолг делот или подолг извадок од тој разговор во некои од следните информативни изданија на 24 Вести. Го слушнавте Ристевски, кој долги години е во оваа битка и видов дека на еден фин начин реагиравте на тоа што он го зборува. Зошто, Димовски? Зашто ви даде поддршка, па се осетивте убаво или? Не, јас со Маријан се запознав пред неполни 5 дена. А го следам поише години. Маријан е докажан синдикален лидер, каде што нити една власт не успеа да го купи. Тоест да ги задоволи неговите така наречени апетити или лични интереси. Маријан нема лични интереси. Маријан иде со интерес на работникот. И до сега никој, ама баш никој не го купи. Застана по работниците цврсто и до ден денешен остана. Му благодарам на подадената рака. Сигурно ќе седнеме ако дотраеме и успееме, а ќе успееме ќе дотраеме и ќе направиме вистински храм, некако што е кон срам. Благодарам, Стефановиќ. Јас би се надоврзила на тоа, убаво кажа Маријан. Ова е срамно што сега се случува во Сојузот на синдикатите. Срамно е што дојде до полиција, ако се ценеше постапката законска и статутарна, па да имаме исклучување, па рок за приговор, нели така, па некако немаше да дојде до оваа ситуација. Меѓутоа, сепак е добро. Сепак е добро зашто од нешто се тргна, зашто се разбуди масата таму и работниците ќе сватат дека тука мораме да направиме комплетна реформа во Сојузот на синдикатите. Јас се надевам дека... Ја елабориравме, ми се чини, доста оваа работа околу ССМ и мислам дека тука веќе од прилike ги исцрпевме темите. Во образованието и науката имаше еден куп на случувања, проблеми, штрајкови што се случија, потикнати пред се од студентскиот сектор, кои што понатаму се стана едно движење, а тука синдикатите не ги видовме никаде. Зошто тоа е така во вашиот дел? Оно што кажавме, затоа што се жолти синдикати, оној репрезентативен. Првото што јас најдов на проблем во Сојузот на синдикатите и недоразбирање, тоа што нашиот синдикат, кој јас го представувам МЕСО, зошто МЕСО-еве не направи нешто? Не, ние поддржавме и студентските протести, масовно, значи ги поддржавме, да го поддржавме и студентскиот пленум, го поддржавме и наставничкиот пленум, значи на сите тие протести ние бевме присутни. Токму заради тоа настана проблеми во Сојузот на синдикатите на Македонија, зашто јас учествувам и давам поддршка на... Практично, после тоа вие избрка од Сојузот на синдикатите. Првиот проблем беше што кога зборувавте за штрајкот, ние дадовме поддршка на клинички. Значи, колешка вработена од Сојузот на синдикатите беше присутна таму, као регионален представник на Сојузот, беше избркана после од работа. А кога јас реков зошто да не им дадеме, јас лично ние дадовме на писмено јавно и медиуме поддршка, нашиот синдикат ни рекоа дека ние имаме синдикат во Сојузот на синдикатите за здравство, ама тој нормално нема да излезе и нема да даде поддршка, зашто, као што ќе речам, се плаши ќе му се налути министерот. Ставрич, ајде малку сега во делот на лекарскиве или случувањата во делот на
медицина, вкупно зборуваме за медицинскиот персонал, за вкупниот медицински персонал. Специјализантите се кренаа пред известно време, бидејќи се соочуваат и тие со големи проблеми, но факт е дека лекарите си одат, си заминуваат на специјализации надвор, потоа многу мал број од нив, верувам, во проценти тоа ќе биде под 10%, се враќаат назад. Зошто е тоа така и каде може да се помогне од аспект на синдикално делување таму? Па вака, значи, здравствениот систем, како и системот на образованието и другите системи, е генерално урнисан со оваа власт. Заради тоа и си одат лекарите. Значи, не е можно да се работи во такви услови нормално. Секој кој држи до себе, кој има етика, професионална, лекарска, човечка, не треба да или не може да работи во тој систем. Значи, не е материјалниот дел во прашање, не е тоа главната причина. Главната причина е што на еден начин со тие квази реформи се натерани луѓето да работат онака како што не треба. Понатаму со тие модели, надвор од тоа што декларативно беа прогласувани за ова и она, основната намена беше да се релативизира работата на лекарот, на персоналот, да се послушниците, значи една уравниловка е направена, каде што со моделот за плаќање по учинок апсолутно се наградуваат послушниците и се казнуваат непослушните, затоа што проценката ја прави Министерството на крајот, преку своите политички директори на клиники, на болници и така натаму. Значи, еден систем на лоши реформи кои го разнебитуваат и го разнебитија здравството како систем. Како последица на тоа, значи имаме многу зголемен дефицит на лекари, па и на персонал. Значи сега имаме и парадоксални ситуации. Например, имаме оддел од секундарното здравство во 8 септември, например, каде што имате 10 лекари на оделење со 7 сестри. Оперативна клиника, што е вон памет. Значи, тоа е нешто ненормално. Има и многу други аномалии, значи, во тој систем, меѓутоа тоа е тема за друг. Да, тоа е тема за друга здравството ќе го оправаме во малку поширок. Прашавте од синдикален аспект, тука може да се помогне во дел, меѓутоа главната помош е во темелна реформа на здравствениот систем. Во делот на 10 години реформа, само тоа го слушаме секој ден тој збор, а всушност изгледа ќе треба да ја реформираме реформата. Апсолутно. Ова се реформи кои направија многу длабоки штети во здравствениот систем. Зошто? Намерно? Намерно, да. Зошто? Па тоа има своја криминална основа. Тоа е во основа поттикнато, тоа е еден перфиден систем на мерки кои има за цел екстракција на средства од касата од Фондот за здравствено осигурување, која не е мала, тоа е најголемата банка на свежи пари, тоа се околу 360 милиони евра годишно. И целата оваа магла и замајување кое се спроведе во здравството и оваа штета е за цел да тие се средства алоцираат. Добро, како што рековме, во некоја друга емисија ќе можеме многу подетално. Во друга емисија, туку се надевам дека во иднина тоа низ кривични постапки ќе се докаже. Нема само да се дебатира на телевизија. Не, нема потреба да дебати, тоа е судско прашање. Да, ќе може сега наскоро. Бих додал дека не спаѓа во делот на кривично право, туку во велепредавство. И може да и геноцид, злочин против сопствениот народ и така натаму. Пред една година своје значајно влијание во ова синдикално движење или во будењето на некакво синдикално движење вкупно во процесите во Република Македонија имаше и синдикатот на културата, кои што на еден свој интересен начин се обидува да ги представат случувањата тамо, да ги представат работите во културата, во културните институции, каде наспроти она перцепција дека тамо се зголемени платите, дека многу подобро се движат работите, постојат милион мали проблеми кои што сепак заради кои што работникот не се чувствува
комотно. Во ова издание на 24 отворено со Сања Арсовска, дел од Синдикатот на културата, разговараме на овие теми. Добро вечер, Младен, и добро вечер на сите во студиото. Јас не сум вечерва таму со вас, но можам да предпоставам во која насока се движи дебатава. Па имаме имена од предрамски да дадам уште една четка со сива боја на веќе онака очајната сива слика на синдикализмот во Македонија. Значи, нашиот синдикат, Синдикатот на култура на Република Македонија, се соочува со еден голем проблем, тоа се вика Законот за култура, кој што е донесен во 2014 година заедно со останатите 145 закони по брза постапка и без јавна дебата, и овде можеме да почнеме и да завршиме со тоа каков третман има Министерството кон нас, уметниците и културните работници. Во тој закон го сменја нашиот статус од уметници во даватели на јавни услуги. Тоа е првата промена што ја направија се со цел да нас сместат во оние редови на административната војска. Следниот чекор што го направија е воведувањето на реаудиција на уметничкиот кадар на секои 3 години, за кои што сметаме дека ќе се спроведуваат во сомнителни околности со оглед на тоа дека раководителите на институциите се избрани партиски. Исто така имаме промена во однос на договорот за вработување од досегашниот договор на неопределено време во определено време од 5 години, што е спротивно на Законот за работни односи, како и на Законот за јавни службеници. Во тој Закон за култура исто така има вметнато и бодување на уметничкиот кадар на годишно ниво, но тоа бодување, основните параметри на тоа бодување се исклучиво квантитативни, што значи дека е апсолутно неизводливо со оглед на тоа дека се работи за една уметничка дејност. Ние, како синдикат, се обидовме да стапиме во контакт со Министерството, исто така и организиравме 2 протести пред Министерство за култура, но Министерството ни беше волно да не прими, со изговор дека за да отпочне било какви преговори со нас, треба да имаме репрезентативност на национално ниво, и се уште како репрезентативен синдикат на култура го смета СОНК, но во меѓувреме се смени и Законот за репрезентативност, Законот за организации и здруженија во членот за репрезентативност, кој што кажува дека за да се добие репрезентативност на национално ниво треба да се има подпишано колективен договор со ресорно министерство, а од друга страна Министерството ни кажува дека за да подпише со нас колективен договор треба за да подпише колективен договор треба да бидеме репрезентативен синдикат. Така да сме ставени во некаков лавиринт. Исто така да не заборавам дека се промени и има некаков нов каталог на звања каде што се избришани многу звања, така да колеги, особено од музеалската и археолошката дејност, не можат да си ги валоризираат својата стручност, така што се уште во националните културни институции ние имаме доктори на науки кои што земаат по 300 евра плата. Обструкциите не доаѓаат само од Министерството за култура, секако ова е познато од последниве денови, особено со ситуацијата што се случува во ССМ. Нашиот синдикат, како се увиде дека постои волја и незадоволство кај уметниците и културните работници, Министерството се потруди на секој можен начин да не обструира како синдикат, така што иако рокот за регистрација на синдикална организација е 30 дена, некои синдикални организации за да добијат регистрација како синдикална организација чека повеќе од 11 месеци, значи некоја цела година за да се регистрираме како синдикат. Значи ситуацијата е таа, очајна, но секако ние не застануваме тука. Не очекуваме во брзо време да се средат работите, она што е важно е дека треба веќе да поработиме на свесноста дека мора да политиката, не политиката, партијата на власт да ги тргне рацете од синдикализмот, дека на важните синдикални позиции треба да бидат луѓе кои што се независни, а не луѓе кои што може секој да ги манипулира. И тоа е тоа прилика.
Арсовска, благодарам пред Драмски театар. Се надевам ќе си појдеш дома на потопло, малку да се загрееш, бидејќи надворе на вистина многу ладно. Слушнавме многу работи во ова на кои што рековте, ова се ни се случуваше и нам. Да. Пред да ви дадам само збор за коментар, да потенцирам дека денеска на оваа дебата ги повикавме од председателот од Синдикатот за образование, наука и култура, СОНК. Меѓутоа, од таму ни рекоа дека не би учествувале на дебата, дека тие сметаат дека се најголем синдикат во образованието, науката и културата, меѓутоа не почувствуваа за сходно или за потреба да дојдат да тука дебатираат. Ставрич. Да, ова е многу познато. Сето ова нас ни се случуваше. Значи, ние како самостоен синдикат на клинички центри баравме репрезентативност, баравме да бидеме втор гранков синдикат и тоа го баравме 6 години. И никогаш не го добивме од Министерството за труд и социјала. Значи, како што добро знаеме, живееме во поделено општество. Едни се власта и со власта, другите сме ние, сите. Исто така, што мене лично ми се зима за најголем грев, еден од најголемите гревови према оваа власт во нивни очи, е и тоа што успеавме преку тужба до Уставен суд со представка да добиеме изземање од Законот за јавни службеници, каде што беше предвидено и здравството да биде како сектор таму. Ние издействувавме да во целост како дејност се изземе од тој закон, затоа што навистина и не припаѓа таму. А идејата беше да се постигне контрола како што се постигнува во јавната администрација, да се малтретираат луѓето и така натаму. После, во дел, оние квази реформи или измислени реформи што не постојат никаде освен во Македонија, послужија во дел и за тоа дисциплинирање кое не беше можно да се спроведе, значи, пошто бевме ван тој закон. И, например, сега чувме дека 11 месеци чекаат регистрација, за разлика од, значи, оние кои се блиски или кои се полуги маши на власта, како и впрочем председателот на така наречениот ССМ, добиваат регистрација за 24 сата. Например, синдикатот кој беше формиран ад хок со цел да представува некоја контратежа на клиничкиот синдикат, беше регистриран од истото министерство, од истите служби. Како се викаше тој синдикат? Мајка Тереза, мислам дека се викаше. Тоа беше измислен синдикат со некое фиктивно членство, на кое веднаш му се даде квалификација, значи сите законски, за 24 сата беше регистриран, што е феномен. Да. Као што нас со судска одлука ни го забранија штрајкот за 24 сата во судскиот систем на Република Македонија, што е своевиден рекорд, значи не донеле побрза одлука. Така да, сето тоа е показател не само на синдикалната система, на општеството во целост, во какво општество живееме, затоа што се е поврзано. Се разбира. Публиката, малку и јас да одморам, ајде може со прашање. Добро, јас сум Драго Ивановски, советник во СИЕР, поранешен раководител во ССМ, директор на правната служба и поранешен кандидат за председател на ССМ во 2010 година. Значи, методите на Живко Митревски се познати. Тој делува нетранспарентно, недемократски, диктаторски. Сите оние кои што ќе се појават во било каква постапка добиваат отказ. И ја добив отказ. За жал, некои синдикати гласаа тогаш за отказот. Зашто? Сум сторил повреди од работни обврски. Клучното прашање е што законот за работни односи е катастрофален. Мора да дојде до него време. Не само тој закон. Кај нас сите закони ствараат конфликти. Ево го сега Уставот ќе направи конфликт. Мандатор овој, мандатор тој, па може да ќе биде некој, ќе му се даде мандатор да биде на некој служител во некоја школа. Разбирате? Према тоа, лажови, лопови и преваранти не можат да бидат ниту министри, ниту во синдикатот. Тие треба да се отидат на друго место. А овие типови за кои вечерова ги коментираме, ги имаат тие карактеристики. Лажов, лопов и преварант прва лига. Наместо правата на работниците да зајакнуваат, да се зголемуваат, 40 права во овој временски период се намалени. Плата од 10 јадарки, знаете колка е платата на човекот?
на работникот. Па 6.000 храна и превоз зема во комунална хигиена. 6.000 арки. Што се удираат во историски одлуки? А знаете колкава е платата на Живко Митревски? По договор. 60.000 арки. Па што не ја земе Живко Митревски 10.000 арки па да живее? И било кој друг. И министрите по 1.100 евра или 200, и пратениците по 1.200. Не ми е фино. Према тоа, Законот за работни односи приоритетен е за синдикатот. Постапките за Живко Митревски се јасни. Имаме и прашање до председателот, ВД председател Дарко и до Ајтов, бидејќи тие учествуваа во 2010. За колку минути беше регистриран Живко Митревски? А председател? ВД? Не знаете. Ајтов, учествуваш и ти во тоа? Не знаеш. Не. За 30 минути. Во 3 сатот го регистрира Џајја Барами со заклучок, а заклучок не е во 3 часот, 15 часот. А во 15 и 20 центар регистар удира печат дека Живко Митревски е председател. И ми го носат мене тој документ. Биќе бев раководител на правната служба, му кажам на Ванчо, фала лепо, треба да си одиш. И Ванчо си ја предаде власта мирољубиво, што е нормално, му рекол, ке донесува книџињава. Ке водиме постапки, води постапки и ден денес. А овие постапки не го и како се. Према тоа, да не должам многу. Значи, 2010-та во континенталскиот, да речам, состанок, и Живко Митревски е континенталски синдикалиста, е избран нелегативно во конгресот на 18-тиот конгрес во Охрид, од 135 делегати не му дојдоа 15, односно 50, тука е и Дарко, кој што не гласал, а во записниците пишува едногласно усвоен. Не е председател. Исто така на 19-тиот конгрес Јакос имаше спроведено еден кандидат Симон Симоновски. Нормално имаше поддршка од сите синдикати, успеа да го елиминира. Знаете што? Кога власта ќе те донесе на синдикална функција, така мора да играш како ќе ти свири. Према тоа, како што дожил овој господин, така и ќе си отиди. За цел временски период ништо не постигна, ги намали правата, нема социјален диалог, нема колективни договори, намали платата на сите работници генерално. Значи, иако можеше платата дојти 20.000 арки, па работодавецот гледа, вика, што ве да му дам 20, ќе му дадам 12, доста му е. А во тие 12 влегува храна и превоз. Према тоа, да ги охрабриме работниците во Македонија да се зачленат во вистинските синдикати. Во оние синдикати кои што даваат и правна и секаква заштита. И да во иднина што помасовно влегуваат во синдикатите за да ги оствариме своите права. Само една дигресија од 600.000 членови, сега во тој условно да речам ССМ нема ни 15.000 членови. Нерепрезентативност, ништо нема. Значи тој може да биде едноставно комаријан што коментираше, ништо друго. Затоа што многу мала бројка имат. Поголемата бројка е во овие 4 синдикати. Па таму има, например, ГИФИ со 200 членови, синдикат ли е тоа? А водовод и канализација 1200 луѓе има. Па не знам, од трговија тие се 2-3 и така натака, пака Живко Митревски нема 2000 и така. Сето тоа говори дека од, да речам, од 65.000 предпријатија во Македонија, ние немаме синдикати во 64.999. Ви благодарам. Ви благодарам. Мене тука ми останува само да ја одјавам емисијата, особено ако немам уште нешто во публиката. Ајде, повелете. Јас сакам да завршам. Момент, само јас ќе ви помогнам. Ајде се. Ево, може. Веле. Ако што завршим ќе ви дам, да. Јас сум Маријан Поповски, член на Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство и член на Советот на Синдикатот за... Драго ми е, бидејќи немавме од тој сектор. Па, сакав да напоменам малку да се навратим уште од времето на Ванчо Муратовски, кој јавно тогаш испадна и даде поддршка на СДСМ за нивната програма и поддршка на партијата. И тоа беше еден од условите, мислам, начините што треба барањата на синдиката да го сменат затоа што даде поддршка на една од тогашните позицијски партии. Истото го направи и Живко Митревски,
значи потпиша меморандум без согласност на синдикатот, без согласност на председателите на председателството на ССМ, само иницијативно, и нормално е да се бара негово, значи, разрешување. Меѓутоа не беше само тоа причината. Живко Митревски не даде поддршка на ниеден синдикат, на ниеден протест, почнувајќи веднаш после неговиот избор во 2010 на протестот кој пред Нова година го направи Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство на Македонија за законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, односно популарно познатиот технолошки вишок. Значи, Живко Митревски не ни даде поддршка. Живко Митревски не даде поддршка на УПОС. Живко Митревски не даде поддршка на здравство. Живко Митревски без согласност од председателство потпиша општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството. Значи нема согласност, а тој потпиша. Со намалени права. Правата се катастрофално намалени. Откако е тој? Ова драги што го послуши. 8.000 денари најниска плата, бруто плата во 2009 година. Значи јас како председател на мала синдикална организација Раде Кончар сервис во 2006 година имав потпишано најниска плата од 7.700 денари во 2006 година и таа плата беше вградена во колективниот договор на фирмата, на друштвото. Едно прашање за Живко Митревски. Зошто од 2009 до 2016 година не ја вметна таа најниска плата без разлика колкава беше во општиот колективен договор? Значи тоа се причините кои што дојдоа до сега до ова дереже, мислам да Живко Митревски биде разрешен. А можам само да го пофалам Ванчо Муратовски затоа што имаше доблест, си замина без никакви реакции. Толку луѓе да изразат незадоволство дека не те сакаат за лидер и да се бориш, да се исмеваш, да се подсмеваш на членството, мора нешто да ти фали, да си, не знам. Мене, искрено да ви кажам, сабаљето во 4,5 кога бевме заедно со Дарко, јас сум еден од тие изфрлените од зградата наша, од нашиот дом, работнички, тој стоеше внатре и се смееше како психопат, што да ви кажам. Ни се смее, ние надвор на таа температура, тој внатре со рекетарите, со насилниците, ни се смее во очи, се смее буквално, не знам што да кажам. Баш психопат. Ви благодарам. Димовски, да привршуваме. Да, видете, јас од ова највише се плашам. Членството више е толку нетрпеливо. Секој ден ми звонат телефоните од цела Македонија. Од таа причина ние вчера бевме кај министерот за внатрешни работи како господинот Нохију, кој не прими, кому ги предочивме проблемите како пробезбедњак на Република Македонија, бидејќи знаете, работничката класа, ние сме аполитични. И кога седнаме, ние прв тие 4 синдикати, без разлика на која политичка партија припаѓаме, си кажеме, политика не. Кој ќе направи политика, ќе биде исфрлен и ќе биде лишен од синдикалното движење. Затоа апелирам да ги оставиме суетите. Дека луѓе, позади овие 4 синдикати стојат преку 30.000 работници. Ја не знам тие дали се ветерани на ВМРО, ДПМН, дали се леви, десни, шарени, бели. Ако се собереме пред зградата на ССМ, ниту рекетари, ниту Живко Митревски нема да спаси жива глава. Многу е сериозна работата, а јас не ја прифаќам таа одговорност. Јас за тоа избегавам да го собереме членството. Кој ќе го контролира после тоа членство? Ако се степаат меѓу себе, ако влезат до зградата. Ве разбрахме, ви ја свативме поентата. Ви благодарам многу за вечерашното гостување во емисијата. Мислам дека имавме плодна и сеопфатна расправа. Публика, ви благодарам што бевте исто тука со нас во студиото, што дадовте еден содржаен импулс на нашата дебата. Почитувани гледачи, останете со 24 вести да ги проследите следните информативни изданија и се разбира, не заборавајте четврток, 20 часот и 45 минути, 24 отворено. Пријатно.